Професоре Трендафилов, првото прашање ми е дали вие можете, како вие ги лоцирате причините на овие големи последици кои ги донесе невремето во Скопје? Прво да изразиме сочувство до семејствата на загинатите. Ова може да го дефинираме како невреме и последици од невреме, меѓутоа може да го дефинираме и како голема стихија. Причините за настанатите, за последиците и штетите од невремето се од повеќе аспекти. Примерно, сакам да потенцирам нешто, зашто овие денови слушнаме дека не било најавено невремето. Невремето го најавија скоро сите медии во Република Македонија. Беше потенцирано дека Скопскиот регион и Северозападна Македонија ќе бидат зафатени со силно невреме, проследена со силни ветрови и грмотевици. Тоа беше најавено. Што требаше да се прави? Онамотам не можеме и никој, тоа го кажа и експертите, оние што се надлежни од правото за хидрометеоролошки работи, значи совресно и современата технологија, следењето на сателитските снимки, значи не можеме да бидеме сигурни, значи точно во кој дел и во кој сегмент од регионот, значи ќе бидат најинтензивните врнежи или порањите на доаѓање. Јас следнав тој вечерта следев целото невреме од балконот. Цело Скопје беше на своја. Никој пат во животот немам видено толку електрични празења и толку силни експлозии последица на грмотевиците. Се случи таму кај што се случи, секој пат се случи во онама кај што е најтенко, а тоа се случи во регионот на Рачиново, Стајковци, условно речено доаѓа до границите на стигното подрачје на Рашчачките водотоци. Ова подрачје, значи генерално во Скопскиот регион едно од најобешаменото подрачје. Последиците се повеќе годишни, тоа не е од денес, значи од порано, меѓутоа постојано, перманентно, иако се апелира на престанок или да речем превземање на сериозни мерки за спречување на бесправните сечи во Република Македонија, кои се повеќе и повеќе добиваат на димензии. Значи ова за сечење на шуми. Ова состојба значи е последица на прво примарно. Значи имаме обезшумен регион каде што немаме шумска вегетација која ќе го амортизира и ќе го колку толку регулира режимот на текување на водите кои што се појавија од врнежите. Значи имаме ридско-планински терен со големи наклони без заштита, значи практично тоа значи дека сите врнежи кои што паднаа во сливото подрачје на овие водотоци, значи се претворија во поројни води, кои што со брза концентрација дојде на обиколницата. Обиколницата во случајот исто така се јавува како бариера, која што предизвикува носик водотоците се што се наоѓа во коритата, тука е тоа е резултат и на невремето, меѓутоа е резултат на нашата несовест, односно на граѓаните и нивните секојдневни активности. За жал, ова не е само, ова мора да го потенцираме. Од 90-та година ние наместо од демократија прегнавме во анархија. Секој може да прави што сака и водотоците ги претворивме во депонии на се и се што. А треба ли некој да ги чисти? Треба. Токму тоа. И ако земеме тој аспект, значи може да кажеме смо размислили дали кој е виновен или кај е поголемата вина. И сепак би рекол дека 30% во народот, 70% во институциите на системот, затоа што институциите се должни, веќе скоро во сите општини, особено град Скопје, имаме во рамките на општините, значи служби кои се надлежни, односно инспекции кои се надлежни за спречување на такви појави. Нигде не се постигнало со, не знам, демократски и така натаму. Сегде во Европа тоа се постигнало со казни. На времето европските земји имале многу силни институции и денеска со мој блиски од Швајцарија вика ако фрлиш нешто несоодветно во несоодветниот контейнер, казните се големи. Да, има рециклажа на Европа. Втората, значи обиколницата може да се видат и снимките на хеликоптерот на Мавра и оние што се очевидци од теренот кога се случи, значи обиколницата, значи практично има едно големо езеро, меѓутоа немаше потекување, водата немаше кај да оттекува. Може би има, не сум сигурен, некој мал пропуск, меѓутоа сигурно и тој мал пропуск бил затрупан, значи не во функција, меѓутоа овде се покажа дека таа делница, бидејќи е во депресија, значи неопходни се многу поголеми отвори, значи за тоа проектантите, инвеститорот и надзорот треба сериозно
Значи ова е прашање, сериозно прашање, значи има и критериуми и стандарди кои што треба да се исполнат. Треба да знаете дека овде кај тече вода. Старите многу рекле, ние имаме многу добри поговорки. Тамо кај што течела вода пак ќе тече. И треба да знаат, да очекуваат дека утре сите објекти се димензионираат на максимални води. Затоа реков тоа треба да се почита, во конкретниот случај тоа не е почитано. Друго многу што е значено, исто кога условно се гради, кога се проектира, особено такви многу значени, ова не е регионално пат. Тоа е пат со посебни значања и речеме висок стандард, мора да се води грижа за овие аспекти. Друго што е многу значено, мора да го имате исто така предвид, зашто претходно се прави студија од ова нашата проблематика. Што ќе се прави со тие порои кои што доаѓаат од Скопска Црна Гора? Треба негде да течат. Во минатото тоа доминантно било земја, ова што денеска е населено место. Порано било главно доминантно земјоделско земјиште. Па најголем дел од водотеците од Скопска Црна Гора има корита негде до ободот на Скопско поле. Веќе во рамните површини веќе немаат корита. Значи оставени се во тоа време, добро, ајде ќе направи штета на земјоделското земјиште, 2 дена оке, вамо, тамо и така натаму, меѓутоа не биле последиците такви, како што денеска се. Од кога се изгради, кога става на урбана средина, состојбата е сосема друга. Дали инфраструктурата која што е изградена, а тоа значи и одводни, доводни системи и така натаму, дали одговара на урбана средина? Одговара на состојбата. И тој аспект да го видиме дека не. За жал кај нас е многу стихино се работи и се работело. Окруземе со малце мислам, не треба да бараме вина кај мислам на легализацијата, кога нешто се легализира. Легализација е многу врзана со водно. Ние сме многу пати сме потенцирали дека водно до клинички центар требаше да остане до тука, до тамо негде кај што било. А каде отиде водно? Затоа што некои мутници и така натаму во системот си направија објекти користејќи ги благодетите на водно и после се легализира објектите уствено без. Добро, постојат ли проценки за ризици во државата на државно ниво? Значи, не може да кажеме дека Македонија генерално има добра законска регулатива. Најголем дел од законската регулатива е согласена со регулативата на Европска унија. И досега и многу експерти странци потенцирале дека проблемот не е во лошите законски решенија, меѓутоа не почитувањето, не спроведувањето на законската регулатива. Значи тоа оние што го носат, тие први не го спроведуваат или први го кршат. Кога станува збор за ризици и така натаму, во законот значи има уште недокажани, незавршени приказки. Значи кажано е дека значи треба да донесеме да кажем документи и понатаму да преземеме мерки, што викавме ризици и така натаму, односно подрачја зафатени со подцена ерозија, подрачја ризични од така натаму. Тоа стои во законот. Меѓутоа не се изработени методологија и подзаконски акти за да може понатаму општините сето тоа да го прво изработат како документи, а понатаму и да се полека реализира. Значи имаме многу работи се потенцирани, кажани во непричини од законот, меѓутоа понатаму не се до крај елаборирани. Дали прво е многу жалостно, значи меѓутоа пак реков кај нас секоја чудо за 3 дена, ама овде не е 3 дена. Значи ни се случи Тетово, зборам за жртви, инаку имавме поплави од други региони, имавме Прегалничкиот, имавме Струмичкиот, имавме Пелагонискиот, и тоа немавме човечки жртви. Овде веќе, значи Тетово жртви, значи тоа ни беше мала полука, овде ни се случи уште поголема трагедија и вака ако продолжиме да се отнесуваме, да се случуваат и други трагедии. И еко сум шумар, може да морам да потенцирам нешто што загрижува, она што го реков, значи ланска година македонски шуми, значи реализираше најнизок етап на сеча со цел да ги задоволи потребите на населението во Република Македонија. Значи некој дел од дрвната маса потребна за огрев на населението се обезбеди од шумите со приватна собственост, меѓутоа сето тоа доаѓа негде 556.000 метри кубни. Се поставува прашањето, за да потребите на статистика може да се погледне не од денеска, од многу порано, дека за да се обезбедат потребите на населението потребни се негде 1.100.000 метри кубни. Тоа се поставува прашањето од каде се, значи од безпремсечки. Што уништуваме? Ги уништуваме шумските екосистеми, кои не се враќаат за година-две, се враќаат за многу години. Последиците кои се?
Значи шумите не ја што сум шумар, него те се столб на сите други екосистеми. Без шума нема кислород, нема воздух, немаме почва, тоа значи немаме храна и немаме вода. Значи таму кој што имаме обешумени региони, доаѓа постепено се претврува во полупустина или пустина. Оние делови од континентите, ајде да речеме Јужна Африка, не Северна Африка, Јужна Европа, Јужна Азија, таму што биле старите цивилизации, не биле некое време обешумени. И сме дали знаеме дека уште на времето на Исус дека ова реката била таква и таа со смарагдни боја, ама денеска не е така. Тоа значи дека имало шумски екосистеми. Ама начинот на живење, номадскиот и другиот, значи немаме ова, постепено ги уништува ресурсите и дошло до... А добро, државата нели организира веќе со години садење на дрва? Ева и ова еден прилог. Јас неколку пати сум потенцирал, значи кампањата, односно денот на дрвото не од вчера, значи тоа трае многу одам. Јас уште кога бев во Мисел 95-99 година, значи беше може со помали димензии, ама главно беше пред се во смисла на подигување на свеста во населението, не повеќе да масовност, значи подигување главно ја водеме со најмладите категории, тоа беа главно школите, основните, значи и средните училишта, значи и така натаму и течеше добро приказката, значи и добро и денеска и така натаму. Меѓутоа, многу пати сум наместо да се расфрлеме низ цела Македонија таму и таму, подобро било да се фокусираме на еден слив, на еден регион. Во конкретниот случај би рекол сега, овој регион или сливот на акумулација лисиче или така натаму и така натаму, кој што имаме многу значајни објекти, да се фокусираме таму со сите сили и можности, да го зашумиме тоа подрачје, понатаму да организираме институции, служби кои што ќе вршат мониторинг, кои што ќе го штитат и така натаму, тоа што можеме да имаме и позитивни ефекти. Дали има институции во државата кои што се бават со тоа? На времето имаше Завод за водостопанство, кому една од основните задачи му беше токму изучување и превенција на вакви појави. Да, добро прашање. Значи, јас сум дете на Завод за водостопанство, од 1981 година до 1995 година работев во Завод за водостопанство. Во почетокот беше научно-истражувачка институција, после со донесувањето на измените на законската регулатива го изгуби статусот на научно-истражувачки, остана како Завод за водостопанство на Република Македонија со цел да ги следи состојбите поврзани со оваа проблематика. Тука, значи, главно доминира заводот, имаше 3 добри оспособени оделенија. Оделение за поројни водотеци, кој што јас припаѓав. Другото оделение го сочинува главно хидроинженери, значи хидроинженерите и мелиоративци. Заводот функционираше добро, мора да процентираме уште нешто што е многу значајно во некое време. Значи почетокот, значи после Втора светска војна, како сегде во Европа и кај нас се формираат многу значајни институции. Во тоа време е формиран Институтот за шуми, уште во војни услови, формирање потоа Завод за водостопанство, формирање на институцијата Порој проект, кој што и денеска и таа нема, па изгасна негде до 2002-2003 година за жал. Таа главно се бавела со проектирање и изведба на регулации, односно главно на уредување на поројни водотеци. Во тоа време доминантно, целата проектна документација доминантно е проектна документација на Порој проект. Денеска го нема Порој проект, имало исто така Медио проект, значи исто така институција која што главно била насочена повеќе кон мелиорација на земјоделските земјишта, меѓутоа и уредување на водотеци. Денеска не постои ни Медио проект, не постои ни Завод за водостопанство, не постои ни. Многу жалосно што или можеби сме ретките земји во Европа што немаме такви национални институции. Во сите земји во Европа тоа се институции на национално ниво. Е доминантно се институти за шуми или институт за води. Значи ние во оваа држава не вината е сепак, значи одговорноста е сепак на политичките субјекти. Не викам кои тоа, се знае во годините кога се тоа направено, за жал. Значи немало слух за нешто што е многу значајно. Значи ги изгубивме Геолошки завод, изгубивме Завод за водостопанство, изгубивме ХЕП, хидроелектропроект, институција исто така многу значајна, која што беше за проектирање и изведба на грандиозните објекти, брани и сопридржни објекти, денеска тоа го немаме. И полека, значи останавме без, не само што ги изгубивме институцијата, него немаме кадар.
Значи сите тие кадри што беа веќе некои се во пензија, некои се веќе мои години нешто повозрасни. Значи ние ќе останеме, нешто ќе не се случи 45-7, кога ќе останеме без кадар, кога ќе увезуваме кадар за изработка на проекти од проблематики кои што веќе посочивме. Многу е значено, дали можеше и така да се превенира, едно е многу значено. Остана збор за породните водотоци, и тето, ако се сеќавате, луѓето потенцираат, дека се случи за 15 минути. Така е. Значи, овде треба се да се презне пред врнежите. Чисти корита, средно, така натаму. Ова не е Дунав, не е Амазон и така натаму. За големите светски реки имаат огромни сливови, имаат огромни должини на водотеците. Значи, Белград, Софија, Букурешт ке слушнаат дека веќе Дунав надоаѓа. И они имаат време 2-3 дена да полека се подготвуваат за одбрана од поплави. Кај порените водотеци немаме таква можност. Значи тука се треба да биде предвремено превземено и така. За жал, значи на кои води како се димензионираат, некои потенцираат дека овие врнежи се историски најголемите врнежи во Република Македонија. Не е точно. Не е точно. Мислам да треба мора да бидеме коректни и искрени. Значи Неготино 86 година, дали беше 16 или 26 август, го зафати силно невреме идентично на ваквото. Проследено со силни ветрови, грмотевици, однесени крови и така натаму. Направи материјална штета, меѓутоа без човечки жртви. Зошто? Затоа што тие води беа таму падна 199, односно скоро 200 милиметри, значи двојно повеќе од овие, исто за негде од 3 часа. За 3 часа. Бидејќи Неготино околината доминантно се лозови насади, приватен имот, дојде до тоа беше летно време, дојде до исто така интензивно оттекување, регулацијата, убава регулација, меѓутоа регулацијата е димензионирана на 100 годишна вода. Значи еднаш вода што доаѓа еднаш на 100 години по големината. Коритото не можеше да ги прифати тие води, ама двете улици, лево и десно во Неготино сте биле, значи двете улици се претворија во водотек. Значи служеа за евакуација на водите. Значи после се направија анализи, Завод за водостопанство, хидромеteorološke и други институции. Значи се проценија дека водите кои што се случија тогаш во Неготино беа со 1000 до 10.000 годишна веројатност на појавата. Значи води што се јаваат некаде на 5-6.000 години. Стануваше збор за големи води. Имаше навистина големи материјални штети. Однесени возила, трактори, камиони, меѓутоа немаше човечки жртви. Зошто? Затоа што имаше сепак корито кој што функционираше. Овде тоа го нема. Значи овде нема и да сакаме нема каде да одат тие води. Штом нема да тече водата негде, ќе прави проблеми, ќе влегува сегде кај што не случајно е кажано, од пожарот може да се спасиме, може да го изгасиме. Кога ќе дојдат вакви стихии со водата веќе е многу. Значи претходно треба да имаме секаде, евентуално можеме негде да помогнеме, ама ако имаме главни системи кои што ќе ја прифатат и носат, евакуираат водата. Благодарам. Благодарам вас.